леген, дечко. На дегустација на вино си. Што ќе ми е леген? Па, дегустираш, па плюкаш, па... Ја, вино да ти тука. Нема шанс, ја, носи виното. Вино да се тука. Теке. Дозволи. Кај не дови, овој ресторан. Повелете. Ви благодарам. Има розова боја. Има мирис на... Има мирис на шекер. Да, шекер. Има вкус на лубеница и на јагода и на котски мраз и на семки од лубеница. Ха, па го виде тука. Еве, ајде, повелете, донесете ми и изненадете ме да видите дека моите вештини во погодување на вина се добри. Ајде да видиме сега. Каква е вашава услуга? Ве молам, отстранете го ова. Веднаш, господине. Ецмаш пејт, ајде! Се извинувам. Не толку многу, не се извинувам. Океј, ова има исто така розевка боја, како што можете да видите малку подцрвена боја. Јас вака по изгледот би рекол дека ова е повторно некое тропско овошје како што беше јагодата во претходниот случај, но во овој случај можеби би имало помешано некои малини капини јагод да мириснеме. Ова ми мириса на... Мириса на секс. Ова дефинитивно има вкус на секс. Ова има вкус на секс. Дали сте ми донеле вино од секс? За малку. Озбилно? Ова е сек. Сек на плажата. Дали ви се допадна? Изгледа Sex on the Beach било веќе зафатено. Затоа морале сек да го пише. Како и да е, забележавте дека ги имам потребните вештини за да познам одреден вкус на вино. Дали сакате да ме истестирате уште еднаш? Дефинитивно. Имам едно гратис изненадување за вас. Се разбира. А за тоа време јас ќе го испијам мојот сек на плажата. Добро. Вистинските дегустатори знаат како да го вртат виното во кругови. Повелете, господине. Изненадување вкус. Ако сте толку добар како што тврдите, ова не би ви причинувало проблем. Океј. Пошто можете да видите, има некои пулпи во ова вино. Се разбира, ова вино е со бојата бела. Има мирис на... Има мирис на кикирики да ти евам, на што има мирис? Не се плука вино. Се познава дека ова ви е сортно вино. Како сте, педери, добро дојавте на ново видео. Најлошиот агал на осветлење што можем да го добијам. Соли.
Ја денес искочив од дома и бев до продавница, пошто само за до продавница искачам од дома. Уште јам осеќај како да трае карантинот, затоа што премногу се навикнав и дома ми е супер. Сега денес што ја правам дома, бев до продавница и ги видов овие воли. Ова ти било некое вино со вкус, конкретно ова што го држам во рука со вкус на цреша, рецимо. И така ја одлучив да ги земам сите што беа у продавница, пошто сам да ги пробам. Ми кажа дека се многу добри и сега ги пробам и ќе пробам да го опишам вкусот како прав вино дегустатор, со таа разлика што јас ќе пијам од шише. Беа да не земав многу. Не взимајте летла амбиција од AliExpress. Се ставив 4 фрижидер за да ги пробам, затоа што едини топли напиток што можам да го пијам е ладен чај ако го згреам. Морам да земам отварач. Ја мора да користам отварач, не ги знам тие TikTok форици за отварање шишиња со нож. Добро, окей, можда знам нешто малце. Ќе пробам први нова од цреша и ќе пробам да дам релевантен опис како вкус има. На вишна. Да не е од вишна ова. Добро, чекај, има македонска оваква. Пошто овие се турско производство, нормално ја мора све да испитам пред да нешто ставам у уста. Состав бело вино од грозје. Како грозје, нели цреша? А вишна било бе, стварно бе вишна? Значи лежит вкус на вишна има да ти јам. Ја не сум човек што пие алкохол, да се разбереме. Као у задње време пијам само пиво претежно, затоа што сватив дека алкохолот не ми е потребен во животот. Али ова не можам да го рачунам како алкохол. Ова е, уствари, види, ова е нешто како пиво, добро, окей, не баш. Малце појако од пиво, окей, ова има 14,4% алкохол, а јас моментално треба да возам. Колку вакви смеам да испијам за да смеам да возам? Ајде да пресметаме. Ја во принцип престанав да пијам алкохол затоа што не ми беше вкусен, али ова можда ќе помине. Можда. За да не правам прекршок у сообраќај, нема да го пијам ова цело, ќе отворам уште едно само колку да пробам, колку да лижнам, колку да го осетам вкусот. Или постои уште една опција да го испијам цело и киќе да вози. Киќе! 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 Fuck you, чекам тука да се... Да повели. Во емисија сме. Дали сакаш да пробаш вкусно вино или сакаш да возиш? Да пробам вкусно вино. Ајде да пробаш вкусно вино, ти. Вкусно вино! О, вино. Зашто си го искористил Монтенегро магнетот? Која има иначе улогата на магнетите? Да бидат убави? И да бидат отварачи. Ова ти е отворено, ова ти е ладно. Тоа го сакав јас. Изладено, да. Епа еве тоа пробај. Гледаш дека не го бива? Уште од сега мириса на кокос, прекрасно, прекрасно. На кокос кола. What? Осеќавам нијанси на сандалово дрво. Дали од сандалово дрво ствари се прават сандали и затоа се вика сандаловото дрво сандалово дрво? Иван, сандалите не се дрвени. Сандалите се плиш. А тие првите сандали што биле оние дрвени. Ја мислам дека таквите сандали се вистинските виновници зашто постојат дуставани во светот. Дали има вкус на пина колада? Чекај, пина колада беше? Да, ја не осеќам вино тука. Мислам, се чувствува алкохол, окей, ама е многу вкусно и многу благо, нешто што јас го обожавам кај алкохоли. Ти возиш така? Да се договориме, може? Не може. Може. Кај ќе лижнам само од ова, за да го пробам и ја ќе возам, окей? Џандари, не го гледајте ова. Што бе? Па не смеам 0,5 да имам у мене. Алкохол. Не знам, Кике, неам одамна пијано алкохол, сум заборел какви се правилата за алкохол консумирачи. Значи, ај пресметај колку алкохол имам внесено вкупно до сега. Го имам ова пробано до тука и ова ќе го лижнам еднаш и толку. Ајде пресметај. Колку ова не е ни алкохол, ова е сокче. Ми има вкус на коктел нешто на Пиња колада. Очекував вода е погусто. Дали по дефолт треба белите течности да се густи? Што, на кокос уствари, као... Кокос и ананас. Кокос и ананас е пина колада? Да. Виска, немам што е пина колада. Како мене се испотим. Лимон и... мохито! Зашто не знам да отварам, човече, што ми е про... Она плаче за мохито. Ја плачам за другито. Малце ме мава на синуси. Што
Што требаше да значи тоа што ме бага на синуси. Одли освежително. Така е мохитото. Па не знам, не сум пил никад мохито као легит мохито. Осеќам и кора од лимон. Ајде двете испотени души да се спојат. Леле, колку си жива вода, што ти? А него не му викаш ништо, само мене ми викаш. Колку си испотен, како не ти е срам да се појавуваш вако по на здравје. Да, на горче. Ова благо, ова многу горко ми дојде наеднаш. Па земи од благото пак што ја ти кажам. I guess е поосвежително отколку ова. Плаши се, ајде. Не. Абе Иван го имам совршениот саундтрак за кога ќе пиеме пиња колада. Ајде. If you like piña coladas. Фала, пријатно. На детето не му даваш така? Јас престанав да пијам алкохол од како пораснав. Откако можеше легално Да, да откако да, буквално. Остави го дете! Ела си мама ќе ти даде да пробаш. На цицка го стави да ти. Е па јас сум пробала и... Не. Сакаш да кажеш нешто многу глупо? Ќе оставам на вашата имагинација да сфатите што сакаше да каже Кике со тоа. Мамички. Моментално снимам онаков домачи спот. Ова е прв пат да го користам овој ринг лајтов за снимање, пошто сега го користев само за да си осветлам. Иначе е супер ринг лајтов за шминкање да ти е катастрофа, е ништо не осветлува. Погледни. Да, мислам. Дупи, ринг лајт. Ти е рефлектор за сиромашни, рефлектор за тиктокери да ти имам. Уште не можам да ви откриам зашто си имам снимано тука, али ќе дознаете наскоро така дека и ќе го видите овој сличен ваков футич. Вратете се на видео да ти имаме коментирате ми дека сте го виделе. Јас сум со Кристијан. High quality видео. Баба, каде е Кристијан? И нели, како што е редот за секој роуд трип, ние се припремаме со кафе, со вода, можда круасанче нешто. Затоа ни е потребен термос. Што ги ставаме? Од волим вината ќе ставаме во термосот. Тоа е одлична идеја, лелеки ќе те обожава. Те гледам! Добро, зашо ти требаше термосот? За прв пат во Македонија. Термосот ни треба за да пренесеме хопла! Wait, what? Мислам дека ќе се расипа, ако не е веќе расипана и прилеп може да се искористи, пошто ако стои тука. Гага! Кике термосов никогаш нема да го испереме после ова. Уживај, Иван, ја мијам сада. Управо си. Туре хопла колку сакаш. Сакаш и друго нешто, да туриш сајт нешто. Жамка нешто, туриш што. Аз те ги внатре. Што ги правиш со хопла? 3 летче? 3 летче? Ти си крива што се те снимам у најлошата папуче у свет моментално. Нема да ми ги фатиш нозете. И реков, све што е бело е густо. Аби лепче ни остана. А дај другиот термос за леп да спакуваме на тиева. Да го надробиме со киселото млеко. У хоплата да го надробиме леп. Пристани. Значи не е нормален. Сите во лето гледаат шо по-лесно да видат покриени. Иван спи вака. Кој ти е курот, Иван? Иван! Честито, Иван! Што? Зести, Иван! Тор. Да си честиш! Како да не славија именден, тоа е само за... Ама тоа е слава, не е именден. христијани. Христијане! Не се викаш Јане, да се викаше Јане, ова би било многу кул. Грлото да го видим. Каде е грлот? Од таму се влегува во грлото. Се страх ми е да влегувам. Дали те допрев? Јас. Шо ќе правиш бе денес за именден? Чекај малце, стој само што дознав дека ми е именден. Дечко, еден попладне, уште малку нема да ти биде именден. Што се прави за именден? Се именуваат ствари. Ајде, овој ќе биде тофна. Иван, не се измислуваат нови зборови. Се именуваат ствари. Ти си тофна. Здраво, Тофна. Здраво, Кристина. Не зборувај во името на Тофната. Жешко ми, дали сериозно спиеш со... да ќе уште едни пижами. Многу ми е дистрбинг да го гледам ова. Не, дистрбинг ќе биде ако и ова го соблек. Не, ќе видиш лоши цицки. Кога сме ке соблекувањето. Сонував како сме биле некаде на роден ден со Кике и таму сме правеле работи за кои што алфашите можат да тепаат и дошле алфашите и ме претресувале. Вака прво ме ставиле на зид, ме залепиле. What?
What? После почнале да се соблекуваат и ствари тоа биле мушки алпаши стриптизери. Не! Нека да ги слушнете моите регуларни сонови. Тоа за мене е регуларно. Ајде, прилегни си. Како да се заштитам како прав фудбалер? Печурка. Не, сега ја премести. Ајде ќе ја крстиме Весна. Ама не треба да ја крстиме, треба да ја именуваме. Ама не ти. Именуваме Весна. Не си крстен денес, имен си денес. Там се открстам. Абе, престани да ме снимаш во гола тијата. Гола колено, гола колено! Таму сум секси, тука снимаме. Ајде Малбиро. Дечко, врете! Тегам квадрицепс. Удри појако. Како да се пораѓаш си наместен. Озбилно што да правам сега зимен да кажи. Ти остана од тие вината? Би остана да ги донесов. Да бе, патував со тебе. Лошо сценарио, знаеше дека имам вина. Ајде, донеш. Да ти дам вино, сега ще ти земе фрижидери ги стави. Не мене вино море да е, да споделиме вино со друг некој. На мајка ти! Да. Добро. Не ме снимај како кашлам, ке мислам. Па се не ме снимај ова, не ме снимај она, има да... Луѓето таму ковиди нешто. Иван, ако го именуваш ковид поинаку, никој нема да знае дека имаш ковид. Мовид. Фудбалер бе, фудбалер. Дарај! Today's Kike specialty. Прилепче! Подади ми жолчки. Чеј, шо матиш сега? Белки, белки. Сериозно сега матиш белки и после с жолчки ги ставаш. Да има дивизитет. Па зашто ги оддели до first place? За кога ќе ги спојам поубаво да се чувствуваат поспоени, пошо you never know you miss a person until you lose them и такви слични цитати. Амин. Ке, знаеш да ставиме од ова волим? Да ставам од со оваква, со... Ума мириса. Јабука. Не е млечно. Во лечето млечни работи се стават, живели. Кисело јаболково. Да бе, зелено е. Зелените Да, се да, кисели, да. уште ли не си научила од Снежана и 7-та јариња? Па не, дојдоа 5 прасиња и донесоа пиво и не пиевме јабуки. Да, кисело е деминитивно. Има толку оригинален вкус на јабука што дури и семките можам да ги осетам. Ова знаеш какво е правено со овие Jack LaLanne Power Juicer? Цели јабуки што ги ставаш, што не ги љупат ни дршките, не ги вадат семки, ништо не вадат. Грозје ферментирано, вајде и ова измешано тука микс направено. Сигурно не е направено така. 100% има некој турски Power Juicer што е боле од Jack LaLanne. Турците секогаш имаат боле субститут од најпопуларниот. Оу. Го брцнав кабелов, значи, натре. Знам дека иста нијанса, ама... Фак. Кабелов беше гаден, така. Проблемите кои што секојдневна домаќинка ги има, млада домаќинка ги искусува во кујна. Супер, ако некој вака како мене работи во кујна, шо курби е проблемот? Ова е едно од најгадните нешта што ги имам видено во мојот живот. Педер, ова е како реклама дека бебињата не треба да пушат или дека не поише дека треба да пушат. Вака изгледаат белите дробови на бебе пушач. Сите бебиња што го гледате видеово, немој да пушите. Никој бебе не го гледал видеово. Освен некој погрешка го парало с Baby Shark па излегло твоето видео. Baby Shark. Baby Shark. Повеќе ASMR одгоре шо одат. Ајде ASMR, ајде. Не само ASMR, гледа колку е satisfying. Потило спорба. На ASMR се спорба тивко. Носете слушалки додека го гледате видео за најдобро искуство. Запретка по физичко. Готово, сега може да се јаде? Да. А море бегај таму. Сакам 3 левче. Те молам. Ау, дечко. Ова е добро. Супер, Иван, има брашно и пecivo. Има Овој ти брашно. нарасне се во стомак. После ке ми се наду стомак. Ке ми се наду стомакот. Шо не ти се наду курот? Сакаш да и дадеме на мајка ми едно вакво вино со вкус да проба да го погоди вкусот? Што знаеш да ја начугаме, меге? Без таа да знае, ги кажеме сок чај, со вкус. Поверуј да ти. Шо ти да?
Ма ќе ставам у чаша за да Паметно. писам. Што кој го дава фака? Мириса на оние, мириса, слушај ме. Те слушам бе. Ние што ги продаваат малечките лимончиња, цедени чист лимон као уместо оцет. Оу? Спремна за селфи, не дочека. Јас сум вршио батлер денеска и сам да пробаш ова, пробаш да погодиш што вкусе. Ова нешто сумливо да не? Јас сум сумљив по Ти си природа. сумлив? Ај, живели. Со кој страв го голта? Како нешто лимон. Може да беше и премногу очигледно, не знам, ја го немам пробано, ама да, лимоне. Го сеќаш вкусот на лимоно и после те асоцира самиот мирис на нешто тропско екзотично, така ја го чувствувам. Тоа беше подобра асоциација од сите асоциации, ја да сега ќе ги направим. Да. Подобро ревју. А знаеш дека и вино има внатре? Не, ја мислам сокче. Не е сокче. Па живели. Ај, живели. Чекај сега ја да го пробам сам. Знаеш што ме подсеќа? Ме подсеќа на едни сокчиња што беа онакви со цуцла горе. Исто така зелени со цуцла. Шмук. Леле, дали е тоа? Тоа е хоплата од термос. Ја искористивме. Сега да знаеме дали преживеала и дали термос е добра опција за да се пренесе хопла. Полека со алкохолот. Payback time. Препечено јаболко, али не, ова е многу поубаво од ова. Николина Reviews! Киќа, избричи си ја брадата, ти ја поти маската. Јас сум градско дете, ама ги знам најселските форици. Као да скршиш ореви без кршалче. Не се тоа селски, тоа се снаодливи форици. 5 minute crafts. Да, дефинитиванс. Ова ги ставаш еден од друг. Ти го знаеш ова? Да, ма немам сила никогаш да ги Не ти скршам. треба сила, ти треба техника. Опа. Тука се кршат оревите, Кристина. Тука. Да се крши камера, Иван. Мислам, ова не е многу битно да искочи цел орав, Иван, не затоа што треба. ќе биде користен за таратур, а за таратур оревите секако треба да се тучат. Па толку имав да прикажам, се извинувам ако очекувавте повеќе контент. Се гледаме во наредни 5 minute events. Шо правиш сега? Шо правиш сега? Јас сум ти подвижна трилече. Можам и во моменти на без струја да се прилагам. Курви, жена ми имаше вакви патики уште од времето на СДСМ. Прекрасни екзибиции. Дај ми го се стегаџето. Не ми го зиме Дај ми го стегачето. стегаџето. Ама кике, ама е видија логикава. Значи јас имам сега жут стегач, имам жуто сум жут, а она е зелена со розева со плав курна фаца. Мој. Супер ти. Поише сум Токио Хотел Die Hard фен. Ти давам. Ја те давам.